Во ово издание на Студио на Нова ќе разговарам со Филип Јовановски, така барем Јаневски се извинувам, но тоа е твоето официјално име, но јас ќе го продолжам разговорот со обраќање во женски род до тебе, бидејќи така сакаш ти. Нормално. Зошто? Бидејќи јас сум транссексуалка, јас сум женски род, а машки пол. И едноставно мојот род е женски, јас се чувствувам како жена, јас сум жена од внатре. Тоа е главната причина зошто. Фифи, твојот настап на X Factor предизвика полемика околу транссексуалците воопшто во регионот, поготово после она реплика која ти ја доби критика или известен цинизам од Желко Јоксимовиќ, кој е член на жирито во X Factor. Од она што можеше го видиме на телевизија, ти не изреагира гневно на неговата прилично цинична опаска во врска со твојата сексуална определба. Како го доживеа тоа? Го доживеав искрено некако нормално, бидејќи во мојот живот имам 22 години, откако јавно се декларирав, тоа беше негде па веќе има 10 години како ништо, значи имав 12 години, 11. Кога почнав да се облакам како девојче и нели да без срам да се понашам така, имало многу ситуации на дискриминација и на гнев кон мене и на препотентно однесување и цинизам и што ти не. Исто така кога почнав во Македонија да се бавам со пеење, тоа често се случуваше по весниците, по сите интервјуа кои ги давав, ме представуваа во лошо светло и така работи. Така да многу едноставно ми беше и нормално тоа што Желко така изреагира и затоа не можев да се налутам. Свесна си дека тоа го подели јавното мислење во целиот регион, таа епизода од X Factor, едни на страната на Желко, други на твојата страна. Како го ти го доживеа таа цела ситуација? Имаш ли прилика со Желко Јоксимовиќ да поразговарате приватно на темата? Не, немав прилика и сметам дека нема ни потреба да разговараме воопшто на таа тема. Он цврсто знам дека се стои за својот став, бидејќи имало и на Твитер постови кои ги постира. Јас не можам да влијам на ничие мислење. Тоа е негово право, може да мисли што сака и едноставно, како што веќе имам кажано, не секој човек може да разбере и да прифати. Додека тече се снима X Factor, ти си во Белград. Да. Тука, кога си тука си во Скопје, ти си од Драчево. Да. Какви се разликите меѓу Драчево како некаква урбана средина и Белград? Како се чувствуваш? Дали се чувствуваш подеднакво слободно? Па, јас во Драчево се чувствувам тотално слободно, верејќи таму живеам цел живот и веќе со луѓето немам никакви проблеми, ниту конфликти, сите ми имаат прифатено и се е на окей. Во Белград се уште се пронаоѓам, бидејќи сега почнав да идам таму и се надевам дека се ќе биде окей, дека ќе се вклопам во таа средина, сепак не ми е ништо непознато, нели Белград исто, Скопје, Белград, тука е. Нема некоја разлика, само што Белград е многу поголем. Дали имаш печаток дека средината те прифаќа? Да. Поделена е средината како и да е, не може секој да те прифати. Но има премногу луѓе кои прифаќаат и не има проблем, кои што живеат баш во 21 век и едноставно не ги интересира која е твојата сексуална определба или дали ти си трансродна личност или не си, едноставно те гледаат како човек. Често се зборува за дискриминација на таа ЛГБТ популација. Како ти го доживуваш тоа? Од твој аспект? Како нешто што постои таа дискриминација? Постои дефинитивно. Како ја илустрираш, како можеш ти да ја дефинираш? Па за мене дискриминацијата е нешто многу страшно. Искрено, бидејќи сите сме исти, сите сме луѓе, сите имаме исти чувства. Сите сакаме исти работи на крајот од денот. Дискриминацијата не знам како да кажам, едноставно нешто што јас не можам да го разберам. Јас не можам да дискриминирам некој, например, доставиме на страна тоа што јас сум трансродна личност. Како ти конкретно си дискриминирана? Зошто си ти дискриминирана? Велиш средината те прифаќа. Средината ме прифаќа, одредени луѓе. Да. Нели е поделено, но има луѓе кои на мене гледаат како на нешто страшно, например, не можат да сватат или
бегаат и ме страфи ме например да седнат до мене во автобус, страфи ме да ми се доближат и да прават муабет со мене. Имаше ситуација кога требаше да одам да работам на брод и бев одбиена баш поради тоа што сум трансродна личност. Значи дури до тој степен да морам да се облечам како машко, да пуштам брадата, да скратам косата и пак поради моето феминизирано насоање да бидам одбиена. Значи сепак постои дискриминација што сметам дека воопшто нема потреба да постои. Како каде се движиш кога си во Скопје? Ти имаш 22 години, млада си, се движиш предпоставувам во каде двигуваш? На секаде. Бодам во сите локални, на сите кафичи, на сите дискотеки. Со свое друштво? Да, си имам круг на пријателки кои се хетеро или? Да, кои се хетеро, имам геј пријатели, имам лесбијан пријателки, би се дружам со секакви луѓе, мислам воопшто и не ми е битно. И во тие околности си изложена на секогаш се двојам, секогаш постои тој муабет пак да се збори на тема околу мене и на тоа како е што и мене не ми е проблем тоа да го кажам и да им објаснам на луѓето кои ме окружуваат, бидејќи знам дека тоа тука се уште е малку чудно, тука немало луѓе кои јавно се декларирале и има агресивни однесувања кон тебе? Нормално има некои луѓе што те гледаат со таква омраза како да си им губил целото семејство и најблиските, ја никош не можам да разберам зошто. Но има секакви луѓе. Значи има некој што имаше дури ситуација на Facebook, добивав пораки од некоја си секта марионета или не знам како се нарекуваат, кои ми праќаат слики кади полни со крв и како ми вика вечер имаме специјален ритуал само за тебе, ќе те изгориме душата, ќе те најдеме, те гониме и не знам какви работи. Значи има секакви луѓе, јас искрено не можам да разберам зашто тоа е така, затоа што јас со моето постоење и со тоа што јас го правам не му шкодам на никој. Едноставно се борам за себе, се борам за својот живот, за мојата среќа и за тоа што јас сакам да го направам во животот и сметам дека никого не погазувам со тоа, едноставно на никого не му штетам. Ви, она што е претпоставувам важно за тебе, бидејќи има само 22 години, е енергијата некако претпоставувам ја црпиш во рамките на твоето семејство. Каков односот на семејството кон ова што ти го доживуваш, така како што го доживуваш, за кој некои сметаат дека е проблем од различна природа. Како се односите со семејството и колку твоето семејство тоа го прифаќа како реалност? Мислам дека моето семејство не е ни баш свесно што се случува. Имав порано многу големи проблеми со тоа да ме прифатат тие работи, значи се беше буквално за никаде, проживев многу лоши ситуации. Но еве сега гледам како поминува време, они почнуваат стварно да се привикнуваат и се е веќе окей. Се надевам дека еден ден комплетно ќе сватат и ќе прифатат и ќе разберат дека не е нешто толку настрано, сепак тоа е наметнато од страна на општеството и луѓето кои ги обкружуваат моите родители. Имаш брат, нели? Имам и брат и сестра. Твојот брат е хетеросексуалец? Да, мојот брат е хетеросексуалец и мојата сестра е хетеросексуалка. Има проблеми тој затоа што ти си му брат, односно, претпоставам, ти си чувствуваш колку што јас знам и можам да осетам, знам дека брат ми нема никаков проблем. Може би му зборат од страна сигурно луѓе што стварно веруваме дека е така. Но брат ми е силна индивидуа и мислам дека тоа воопшто не го тангира, воопшто не се замара со тоа. Ви често се лицитира со бројки колку, кај, ги има луѓето, дали ги има тие луѓе воопшто. Колку имаш ти контакти со луѓе кои го имаат твоето чувство, но не се охрабриле да го реализираат и продолжуваат да живеат онака како што некакви општествени норми. Има премногу луѓе искрено. Значи стварно има многу луѓе кои јас ги познавам. Зборуваш за транс или зборуваш и за зборувам и за геј, и за транс луѓе, за лесбијан, за бисексуалци, општо зборам за ЛГБТ. Значи има многу. Има многу луѓе кои јас ги познавам, има луѓе кои не ги познавам и од што стварно изгледа толку се плашат, користат лажни профили на Facebook и ми пишуваат мене лично пораки. И го живеат тој свој живот. И живеат двоен живот, да, и преку тие лажни профили да им е страв да се искажат и сите тие работи, мене искрено ми е многу жал. За нив бидејќи не можам ни да замислам, јас не сум таков тип на личност што можам да го правам тоа.
Едноставно не можам ни да замислам како име на нив да мора да се криеш, дури знам дека има некои луѓе кои се во брак. Имаат семејства, класика. Имаат семејство, да, и се, и они живеат буквално одвоен живот и на крајот од денот се чувствуваат другшото што се и тоа е страшно лошо. Си имала некаков контакт со тие луѓе? Да поразговараш, во диалог, да влезеш вака во поинтимна ситуација, кај ти размените и они всушност се плашат како нема да ме прифати општеството, како вака, како така како ќе пристапам, што ќе се случи ако излезам. И многу такви работи, мислам дека стравот од неприфаќањето е главната работа поради која они живеат двоен живот. Фифи, дали ова го доживуваш како, што знам, некакво проклетство да се родиш како машко, а всушност да се доживуваш како жена? Имаш ли воопшто си размислувала на тема зошто е тоа така? Што е, да речеме, дијагнозата, условно речено? Многу пати, значи, откако знам за себе си мислам на тоа, имало моменти кога ме најгало да пукнам од што едноставно не ми било окей. Затоа што сепак не ми е окей. Јас се чувствувам како жена, сум во машко тело и тоа е нешто што стварно за мене е страшно. Има некои луѓе кои такви кои се прифаќаат така целосно и на пример можат да живеат, дури го ставаат нивниот полов орган и тоа има како замислам дека се викаат шимейл. Не знам како, но јас не сум тој тип, значи јас си посакувам да сум си жена и стварно многу фрустрирачки и не е окей. Има моменти кога тотално паѓаш психички и не знаеш кај се наоѓаш, но за среќа јас имам цврста психа и се држам на себе и издржувам се. Твоите родители те однели некогаш на доктор, психијатар да речеме? Не, моите родители моите родители не ме однеле на психијатар. Бидејќи сметам дека не ни размислувале воопшто на тоа, не ни сваќале што е, до тој степен, значи они не знаеле, не биле информирани. Значи може за нив било, знам дека они еден период гледаа како тоа е фаза која ќе помине, но тоа не е фаза која поминува. Значи, дали ти си поразговарал некогаш? Си поразговарал? Јас еден период се трудев да им објаснам тоа кога имав 15-16 години уште тогаш, значи се трудев кога излегов прв пат јавно на телевизија, кога почнав да зборам за тоа, значи само на 15 години имав таа храброст. Тогаш излегоа тие конфликти кои ги имав со моите, страшно не можеа да прифатат, значи имав страшни проблеми. Но не дека некои луѓе велат, вие сте болни, идете лечете се. Значи се обратиш кај некого, ти ќе се излечиш, да, значи да, ако беше за лечење работата, но за жал тие луѓе исто така се страшно неинформирани за тоа го зборат тоа. А ти како тоа го дефинираш? Што е причината за тоа? Да бидеш роден машко, а да се чувствуваш како жена? Колку што јас имам читано. Значи транссексуалноста не е болест. Значи тоа е нешто што се случува при самото зачинување на плодот. Едни хормони, колку што имам сватено, го прават женскиот дел од мозокот, другите хормони ти го прават половиот орган, телото и така настанува трансджендер особа. Тоа значи при самото зачинување на плодот што се случува. Сега за понатаму не сум, значи во кругот на медицината, не знам точно. Но тоа е тоа што јас го знам. И потоа се раѓаш, буквално од самото раѓање ти си транс особа. Што е различно од хомосексуалност. За хомосексуалноста не знам дали има медицинска дијагноза нешто. Како гледаш твојата иднина понатаму во едно општество, во едно опкружување кое е прилично конзервативно? Јас сум оптимист. Секогаш колку е да е тешка ситуацијата, гледам на добрата и позитивната страна. Така да мојата иднина гледам како сјајна, прекрасна и јас ќе бидам еден ден една многу среќна и успешна жена. Ти го посакувам тоа, Фифи, и ти честитам за храброста да се носиш со тоа што си. Фала ти многу. Во вакви околности. Благодарам за вниманието.